Госпоѓа Стефовска, јас овие денови многу пати сакам да подсетувам на првиот парламент, оној од 90 до 94 година. 92 година Република Македонија е држава без своја армија, скоро не признаена од ниту една држава, неосамостоена монетарно, без своја народна банка, без своја валута, без своји пари, без никакви заштеди, хаотичен транзицијски период, девалвација огромна. Се случува во тој момент една Лисабонска декларација на 12 најмоćни тогаш европски држави, со кој што се вели се додека постои зборот Македонија, во името на таа држава нема никаква интеграција. Во такви услови, без армија, без Народна банка, со огромна девалвација, непризнаена држава, политичката елита предводена од Глигоров, Андов, Клјусев, Црвенковски, Ханџиски, Ѓоргиевски, Димовска, во ова собрание, седнуваат заедно и велат: под овие услови не можеме да продолжиме да чекориме. Тогаш, без војска, без признание, со девалвација, без Народна банка. Господјо Стефовска, сега е прав момент да се подсетиме на мудроста на тие први наши предводници во демократијата и во државноста и да меѓу нас ги расчистиме дилемите. Јас верувам дека вие лично воопшто не сте среќна, господја Стефовска, да се откажеме од малцинствата во соседните држави, како што ќе направиме доколку се промени Устав. Јас верувам дека вие воопшто не сте среќна со промената на уставното име, па и за внатрешна употреба. Јас верувам дека не ви е се исто физичката граница помеѓу Република Македонија и Република Грција да биде и граница на етнички идентитет, како што е напишано во членот 7 од договорот. Затоа многу пати и на Комисијата за уставни прашања на оваа седница утрово кажав дека ние треба да ги погледнеме државноправните документи пред нас. Ништо не почнало со нас, ништо нема да заврши со нас. Не си ставајте историски улоги кои што еден обичен човек не може да ги има. Ние имаме државноправно наследство. Не почна ништо со овој парламент, нема да заврши ништо со овој парламент. Да ги погледнеме тие документи и да ги реафирмираме стратешките позиции. Да реафирмираме сите заедно како што еднаш сме гласале дека не прифаќаме промена на уставно име, не прифаќаме откажување од нашето право да се грижиме за правата на малцинствата и не прифаќаме да се откажеме од јазикот, традицијата и националниот идентитет. Благодарам.